Благодарам, председателе. Почитуван заменик министер, слушајќи ве како се фалите за вашите економски достигнувања, само слушав и се запрашав дали живееме во иста држава. Дали живеете и вие во истата држава каде што живеам јас и каде што секојдневно гледам некој е излезен на протести. Не протестира од што му е убаво, туку протестира бидејќи не може да сврзи крај со крај. Епа вака, со ред хронолошки, да ви кажам кој се протестира. Вчера протестираше Сојузот на синдикати на Република Македонија, протестираа работниците, бидејќи бараат повисоки плати. Она што му го ветувавте, не си го исполнивте, ги лажевте и луѓето излегоа на улица, бидејќи со овие параметри кои ги кажавте тука од говорница, не можат да сврзат крај со крај. И повеќе од 500.000 жители во Република Македонија официјално живеат со помалце од 150 денари на ден. Долго време ви протестираа вработените во образованието, исто така за повисоки плати. Ви излегоа на протест и тоа дури прв пат и вработените од Универзитетот Кирил и Методи, од ректоратот, професорите, елитата во образованието. Ова може да го забележи и македонската јавност, како се однесува власта и какво мислење има за професорската фела, да се изразиш со зборовите на елита. Таа елита, почитувани колеги, е тоа што го имаме како врв во нашето образование. И тие луѓе излегоа и протестираа вашите политики и си бараја повисоки плати. Протестираат земјоделците, протестираат лекарите, протестираат стоматолозите, сите за повисоки плати. И затоа уште ќе прашам, во која држава живеете и се фалите со вакви некои бројки и резултати, а граѓаните се доведени на работна екзистенција. Никој почитуван заменик министер, кога му е убаво, нема да излезе и да го напушти домот и да дојде на улица да протестира. Но протестираат бидејќи на децата не можат да му купат леп и млеко, не можат да му купат убава облека, не можат да му пружат одмор, односно не можат да се прехранат, а не да размислуваат за поголеми луксузи. И на крај, слушнав овде, кога спомнав дека протестираат сите, манипулирани биле од ВМРО ДПМН. Па, почитувани колеги, не се манипулирани, туку луѓето си бараат средства за да преживеат. А вие му ветувавте брда и долини на сите изборни циклуси и ги излажавте. Затоа сега дојдено му е преку глава, излегуваат на протести, бидејќи премногу е, вака повеќе не може. Да се крадат средства од државниот буџет, а народот да не може да сврзи крај со крај. И ако народот некој пробал, се обидел или не знам како го манипулирал, како што вие велите, што уште ќе кажам, ниту е возможно, ниту е можно некој да го направи, бидејќи многу добро знае народот како му е и како живее со оваа власт, која, како што кажа вашиот премиер, ќе продолжи да владее како и досега. Тогаш ќе кажам што имаат да кажат од стопанските комори, Сојузот на стопански комори, Стопанска комора на Република Македонија за однос на овој реализ на буџет. Не може да се надмине кризата ако фалат капитални инвестиции кои треба да ја заживуваат економијата. Точка. А вие го правите токму тоа. Кратите од капиталните инвестиции кои и онака имате мизерна реализација на истите. До крајот на месец мај сте реализирале 20% од капиталните инвестиции. Тоа е факт што еве и вие, почитуван заменик министер, го потврдувате. Па вие сте донесени токму за тоа, за
да го реализирате тоа што сте го ветиле. Со 20% реализација треба сами да си замините, бидејќи тоа значи невидена неспособност, невидено неработење, невидена раскалашеност. Со ваков буџетски дефицит ќе имаме и дополнително задолжување од 1 милиарда 350 милиони денари и ќе достигнеме рекордно задолжување на државата од 8 милиарди евра. Еве сега со една реченица ќе ви го кажам успехот од вашето комплетно владење во 5 години. Почитуван заменик министер, ве молам внимателно да слушнете. Во моментите кога Социјалдемократскиот сојуз ја презема власта, задолжувањето е 4,7 милиарди евра. До крајот на годината тоа ќе биде дуплирано. Колку сите влади од самостојувањето до 2017 година се задолжиле, толку ќе дуплирате вие за 4-5 години. Со такво домајчинско работење направивте да го зголемите за дупло, за нови скоро 4 милиарди евра. А овдека велите нема пари за обиколници, нема пари за субвенции, нема пари за училишта, нема пари за болници, за здравствени домови, за патишта, нема пари за ништо, а има пари за луксузирање. Читавте како сте ги намалиле непродуктивните трошоци, па сега јас извадов еве некои податоци исто од овој ребаланс. Расходите за стоки и услуги се планирани во износ од околу 22,3 милиарди денари. 362,6 милиони евра, што е за 35 милиони евра повисоко во однос на иницијалниот буџет. Договорни услуги, ставка 425, планирани се 2 милиарди денари, или 5,1% повисоко во однос на иницијалниот буџет. Па каде е тука кратењето на непродуктивните трошоци? Ќе ве запрашам. И колеги, ве гледам од мнозинството, гласни сте за тутунот, велите, кажи му, почитувани колеги, за тутунот ќе ви кажат убаво граѓаните на Прилеп, на Пелагонискиот регион, на Радовиш, онаму каде што произведуваат и каде што дозволувате да му биде крадена нивната пот и мака. За тутунот многу убаво ќе ви кажат тутунопроизводителите кога ќе излезите на избори. Појдете, ако сакате, ако немате храброст, заедно со мене да ве однесам и да му кажете вие за тутунот, бидејќи луѓето немаат да јадат. Затоа, почитувани колеги, послушајте ги предлозите од опозицијата и наменете ги државните средства, државните пари онаму каде што се најпотребни. Ви благодарам.